значи рода от дека ни доваѓа, разбираш. От сестра ми съм ги видел, съм кај сестра ми. Она какви информации ми кажа, што јас не съм сонил, не съм знаел ништо за тие информации. Разбираш? А она вика, значи она немаше време да ми кажува. Јас немах време она да ми кажува. Разбираш? Много бе, тихи, много бе фамилија голема ние сме били. Много јака фамилија. Сега она ми кажува, Нурџиеви, значи ние фајкаме трите соја. Да се собере пари од цел македонски народ. Од кај Лиричка, од кој 2, од кој 3, од кој 5, од големите богатажи зема повеќе пари и му дават со радост, бидејќи Дедо Гоце сакал да го организира цел македонски народ, да го наоружи до заби цел македонски народ. И сите отеднаш да стана цела Македонија против таа гнасна империја османлијска и да го победе. Кога 3,5 милиони народ се спремни наоружени до заби, они многу лесно ќе се ослободат од турската империја, од османлиската империја. Ама, значи, неговата замисла била едно, а друго после се случило. И Дедо Гоце добивал пари од турците, бидејќи сите турци не са биле од османлиското население. Сите не са биле за таа гнасна османлиска империја. Се биле за Македонија. Македонија да се самостали, сите да живеат братски живот у мајка Македонија. И они се давале пари. Се му давале на Дедо Гоце пари и французи, и германци, и англичани, и сите тие што са, да кажеме, амбасадори што са биле, или конзулате, сите се му давале пари. И он се уверува 100 канти пари. 100 канти пари од Шарлан. Такви канти. Јас викам, шо е Шарлан? Ние едно време Шарлан викам, шо е? Колку пари това собере од Шарлан? Колку пари? Им викам и 13 литра. Една канта Шарлан, 13 литра Шарлан. 13 литра вода. И ние сметаме, 100 канти. Ајде да видиме колку е. Еден спрема, значи, у еден литар шише собере близко 10 литра, 10 кила злато. У лира. А утопено злато 19. Значи, у 1 литар 19. У лира 10, близко 10. Не 10, но близко 10. И ајде да окружиме 10. Што има врска. 130 кило една канта. 100 канти по 130 кило, 13 тона му дава Дедо Гоце на Даме Груев. И му вика, само на тебе имам поверение да ти дадам толку богатство, за да одеш од Руманија и од Русија да земаш наоружение за нашиот народ да го наоружиме. И он ги зима парите и тргнува. И оде некај, значи он парите ги зима од тука, од Кукуш и од нашето село Морарци. Кој? Мојот Дедо Поп има соберно, Даме Груев, мојот Дедо Поп има соберно околу 30 канти пари. Мојот Дедо Поп. Ние сме били много богата фамилија. Ние сме имали 1000 декар земја, 1000 грла стока. Нашата фамилија. Имале се овци, кози, имале се крави, имале се бишки, имале се којни много. Тие којни служиле за организацијата. Со тие којни се пренесувале големи наоружања на секаде низ Македонија. И пак се носиле тука, и пак се тука обстојувале. Дедо ми Поп е многу стока продадел за тие пари. И тие пари ги зема Даме Груев и одат да зема наоружање. Тргнува со него, не знам колку комити, не ги знам на број колку. И тргнува со него и одат на кај Струмица. Одат на кај Струмица преку Гражден, сакале да се префрлят у Пирино и од тука да одат за Руманија. На Огражден ги пречекуваат многу големи бандитски чети. Ги пречекуваат, се научат за тие пари и ги напаѓат. Од сите страни ги напаѓат. Никак не можат да се пробијат. Даме Груев се пробива, се враќа у Солун со неколку четници. Го остава парите, ги остава на негови најблиските луѓе. И тие најделе некоја пештерка на Огражден планина. Најделе некоја пештерка, ги набутаат сите 100 канти унатре. Не било 100 канти. 70 канти набутуват, 30 канти на друго место. Ние знаеме од прилика дека се. Покажувањето знаеме од прилика дека се. Ама пак не сме сигурни. Они ги затварат пештерките, тука изгинуват многу народ. Не многу народ, изгинуват 5 души загинуват само од комитите, ама загинуват многу од тие бандитските чети. Ги затварат парите и се повлечуваат. Одат некои у Пирино, другите се враќаат назад и така останува
Сега што случува? Значи доваѓа време, дето Гоце поминува 5-6 месеца од прилика да кажеме, и он го поставува прашање за парите. И затоа он на пато за Баница поминува ни Солун и ода да го види Даме Груев некој другар што ги дадел парите, што треба на оружјањето да го зема. Он го прима, кога го видел, многу се изненадил. Што така Гоце ти на тука вика, ќе одам за Баница, сакам да одам да го стопирам, да го застанам и детско встание да не се права. Ама ќе одам за Баница, бидејќи требало у Баница да се сретне со 16 серски војводи. Знаете ли ви? Серски војводи, најјаките серски војводи, најјакиот народ. Тие серски војводи имале над 3000 војска. И дедото Гоце вика, таа е, вика, мојата гарда. Тие са мој народ. Јас на нив најмногу верувам. На серските војводи. Требало значи да се сретне у село Баница. И у село Баница е предаден лично од Даме Груев. Лично, у тај крвник. Он го има мојот дедо утепано. Не го има директно и индиректно. И сега, значи, кога е дојдел у таа соба у Солун кај се биле, и он му постава прашањето за парите и за наоружањето, он вика, не се керува братче, тук са парите. Това не се случи горе на Угржен. Ама ние парите са тука. И вика, или парите, или наоружањето сакам да уведам. Ти давам 3 дена, кај се врнам од Баница, сакам да ми кажеш што се случи со парите. И он на неколку пати сака да го утепа, не ги дава парите, не знам зашо што се случило. Зашо парите ги е чувал. Он ги парите чувал как се вика, со гаранцијата на неговиот живот. Глупости. Не знам зашо не ги дава парите. И што се случило после? Се извинувам. На 3-4 пати влевала во собата за да го утепа. Даме Груев на дедо Гоце Делчев. Сакала да го утепа. Никако не му давало срце да изваде пиштол или нож да го утепа. Оти знаа дедо Гоце толку јак бил, главата ќе му го измакне од рамините. Многу е бил лек, многу бил цврст. И психички и физички бил е најјакиот нашиот апостол. Не е само бил комита, не е само бил, дедо Гоце не е бил обичен човек. Еме бил син Божи, ангел Божи, што на Господ му се поклонувал секој ден, предедене, поедене, заедене и секаде дека одил, си пејал песни во името на Христа Бога, а може го говорило и он молитвата на Свети Дух. Јас не го знам това. Ама ние повеќе нашите дедоци го правили това. Заминува. Оде на село Баница. Што случува тука? И тука веќе ѓавол роваре. Даме Груев ги пуштува неговите најблиски човеци да го утепат они, лично. Ги инфилтрира унатре отчетта на дедо Гоце Делчев. Са биле, не знам колку души, кажуват од 130-40 души са биле, ама не сум сигурен. Значи толку некаде биле. На дедо Гоце Делчев било 300 и шукадар народ. Ама не ли на секаде. Таму одат на лево, на десно одат, по нивни задачи и со него одат колку народ са биле, 130-40 души. Така кажуват нашите дедовци, што се знаеле тај момент. Оде за село Баница и го примат у село Баница. Сите комити се распространуваат на село Баница. Село Баница било едно од најголемите села, востанични села, што го браниле па тај дел на Македонија, блиско до Сере, село Баница, од друга страна. Не е село Баница, од таа страна има повеќе баници, нели? И требало да се сретне со 16 војводи, што вика дедо Гоце. Ти бе, вика, страшна на организацијата. Тие војводи, вика, га брана, вика, тај дел, цел дел. Кој е тај дел? Тај дел е Лерин, Воден, Бер, Костур, како се вика това уште едно место. Значи, тие 7-8 града, градчина, тие 16 војводи се го браниле со над 3000 војска. И тука, значи, не може дедо Гоце да се сретне со нив, бидејќи беше пред това предаден. Е предаден лично Даме Груев. На војската, турска војска го напаѓа повеќе од 3000 народ. И вика, горе цело Баница го разбудува дедо Гоце, стани и Гоце, вика, што спиш? Баница горе. И он станува сумлив, не знае дека се наваѓа, оти до касното вечер се правиле планове. И само што легнал може саат-два и напаѓаат го турците. Го напаѓаат село Баница. Со топове, со големи војски.
И он станува, вика, што се случува цело, и он вика, за да не го тепат на населението, нашето население ресијанско, тргнејте доле да го стопирате Аскеров. И вика, и се е викал, дедо ми секој пат е викал, не се плашејте што они са 100:1. Ние со Господ ги победаме. И се уиделе, се пуштиле, ама, значи дедо кај е командувал, почнала да командува, около него се останали 30-40 души, другите се били разпространени из селото, само што почнува да командува, прв куршум утепува дедо Гоце. Кој го утепува? Сите кажуваат дека историјата нашата мочена историја, предавничка историја, неточна историја, душманска историја на нашите предавници и на нашите окупатори, они кажуваат ни кровот историја. Не е точно тоа. Значи дедо Гоце не паѓа од турски куршум, паѓа од своите, што го викал дедо Гоце, нашиот дедо Туше Дели Иванов, вујко на Гоце Делчев. Јас не се плашам од ти знаеш как да се одбранеш од непријателите, ама од нашите, мене многу ме страх. А мојот дедо, значи дедо, брат на мојот поп Иван, он е бил ден и вечер со него. Ама дедо Гоце го поштил на таа тајна задача, која е била, никој не знае. Никој не знае која е била таа тајна задача. Он оде и тука он загинува. Значи, после 3 дена он загинува, откако одел дедо Туше. И вика, Даме Груев, што ги е пуштил тие двојца, они му пукат од зад грб, кога почнала војната. Они се биле тука околу комитото. Дедо Гоце исправани на редова, тепајте ги тие зверове. Мајка Македонија ќе победе. Ние ќе победиме, Господ е со нас. И носоп го викал това и се наредува. И вика, он исправан, сите легна на он исправан. И така било. Десното ногу бил исправан. И ти од зад тај, право срцето и паѓа. Паѓа и тука умира. Значи го утепува до ушник на Даме Груев. Зашо? За парите, 100 канти пари. Да не ги даде. После, кога се завија цела Македонија црно, разбира мојот дедо Туше Дели Иванов, најверниот другар и вујко на Гоце Делчев. Разбира за таа работа. Многу се растресувам кога говорам за таа случка. Тоа е многу тажна случка. Наши, значи, од секој пат имало предавници. Денешната власт не е тука така дојдена. Тие са предавници, тие са јудите. И Даме Груев е јуда. Предавник. Значи, си го утепа најдобро и другар, зашо за парите? Ја ги парите 100 до ден денеска. И сега шо? Нити он видеа ир, нити никој видео од тие пари ир. Тие пари се собирани за организацијата, за народот, за наоружање, за слобода на мајка Македонија. Ка разбира мојот дедо е утепан, сака да дознае по секој начин кој го утепа. Оде директно кај генерало на турските војски. На Гоце Делчев, на дедо Гоце Делчев, другар од војното училиште во Солун. Заедно се били во војното училиште во Солун. Прва година завршиле заедно. Он останал, завршил војно училиште тај генерал, а дедо Гоце оде го исклучувато да бил голем пат македонист и оде у Софија, продолжува. И што случува? Мојот дедо оде лично права со него бет и он вика, јас не знаех оди со Гоце правам, вика, треба да против Гоце да се борам. Јас дознајах кога дојдех до неговото тело, јас не сум знаел. И вика, ние почит му дадееме. Вика, како на нимно војно лице се држале, се пукале, како што прават чест во денешно време. Се му даделе голема чест. И они го земат телото и го дават на нашите дедовци, за да го погребат. А не 3 дена што расправат, 3 дена или 5 дена на дедо Гоце телото му стоело тама. Не е точно тоа. Сега, значи, кога се научува дедото Туше Дели Иванов, брат на мојот дедо поп, викам, треба да знам тоа. Испитува од сите страни доаѓа до тие двојца што го утапале. Двојца пукале, сега може 2 крушумли погодили еден, но го знам, това не го знам. Значи ги фајке. Он зверски ги маче. Нема попуст тука. Мора да кажете кој е со зад вас. И викат, и по смртта на нашите животе,
И подаван на нашите живота ние не смеем да кажем, фамилиите ке ни ги стребат. Вика, ако не ги кажете, аз ке ги отепам вашата фамилия. За да се спасат вашите фамилии, трябва да ми кажете. И они му викат, ама много ги мъчил. И они накрая го викат, Даме Груев. И он вика, не можем да верувам. Даме Груев, най-близкият другар на Гоце. Не е точно това. Вие ме лажете и паги ака, паги маче. И те викат, тепи коли беси, тая. Даме Груев не плати. Вадат ги парите, ще юдисти. Я ги парите. И он ги взима парите и го тера Даме Груев. Го тера Даме Груев 2 години. Го наваге. 905-та. Го разпарчва на делове. На делове го разпарчва. Сърцето му го вада с неговите раци, гръкляна му го кине с неговите раци. Не е точно това Даме Груев, оти гине там, дека пишува, оти загинал. Не е точно. 905-та го убива на Даме Груев. 905-та Даме Груев загинува, не знам кой месец, загинува лично от раците на вуйкото на Гоце Делчев, мојот дедо на поп Иван. Се одмаздува, ще го утепува Даме Груев, негов е най-добър другар и апостол на майка Македонија. Гоце Делчев не е само воевода, е апостол. Значи, и тая е истината у кратки црти. А не приказни разправят историята така било. Много души ми викат, дека ти знаеш за тая история? Па аз знам, аз съм от това колено. Попиванци, деливанци, от Норджиеви, от Делчеви. И аз немам кръв от Делчеви, ама они са имали. Нимна сестра е на Туша Деливанов, на Делто Поп Иван, сестра е мажена у Делчевци. И така ние стануваме, ги повързваме нашите фамилии. 3 фамилии, що най-много се ценили от тази дел на свето. Тая е правата истина. Това да го публикуваш, да знаят, от и тази звер го отепла моя дедо Гоце Делчев. А не загинал, рекли казали. Миже Митрото Лумби върна. Приказни да разправят тама. Историята на майка Македония. Правата история е у преданията на нашите фамилии, сите фамилии. И така правата история трябва да се напише. А не ми вадат истории, защото знам тама, лажи и пропаганди. Глупости. Глупости невидени. Господ да чува и да брани. Само Господ га знае правата истина. Амин. Господ га знае правата истина за майка Македонија. Амин. Таа е истина. Амин. Господи Исусе Христе, те молиме да ни поможиш, да дадеш водачи, што ќе им ги отвориш срцата, очите и ушите и срцето да не водат честни луѓе, не алчни за пари, за сребролюбие и денеска истото се случува. Не алчни за пари. И Исус за пари го продаде Јуда, па заврши на Грнчаровата нива. Так. И цело време се продаваат луѓето за пари. До ден денеска. Така. Сега ние знаем од прилика дека са тие пари. Јас ги најдем тие пари. Господ права да јас ги најдем. Ама тие пари до денар ќе оде за Македонија. Една лира само ќе земам, оти дедо ми дадел 30 канти. Една лира ќе земам, кажам, таа лира е од нашата фамилија. Ајде сега тебе поем и така ќе завршиме. Молим? Тебе поем. Така. Значи, тебе поем. Значи, са една песна да изпееме. Значи, ние кога сме срекни, го снимаш ли? Го снимам. Кога ние сме срекни и кога нашето сърце е много радостно, Господ ни поштува песна. Таа песна се вика благодарствена песна. И аз го научих таа песна у Перт, у црквата Свети Никола, под попство на нашиот сакан и много почитуван свещеник и духовен отец, како се вика, Веско Карамфиловски, така. И сега има таа песна, и аз го пеем, значи, како благодарност на Бога. И така вика песната. Тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим, Господи, и молим Ти ся, Боже наш, и молим Ти ся, Боже наш, и молим Ти ся, Боже
Боже наш. Таа е најубавата благодарствена песна. Со таа песна му благодариме на Бога и го славиме неговото вечно име, Отцот, Синот и Светиот Дух. Амин. Амин. Исусе, да ни ја чуваш Македонија. Амин. Не да сте живи и здрави. Убави браќа, убави браќа. Урак мармана мунанка, унанушка шара шиляшка. Биша шира лиша лиляшка, раш мармана мунанка. Ула люляша шира лиляшка. Урак мармана мунанка мунамушка. Слава ти, Исусе, те сакаме. Те сакаме, Господи Исусе Христе, слава ти, Исусе. Слава ти, Исусе. Амин. Амин. Слава ти, Исусе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Амин. Амин, амин, амин.